Нови поплаки за работата и математиката на ЕВН, нереални сметки и понатаму стигнуваат, а граѓаните во време на криза мора да бркнат многу подлабоко во джебот за бараното од ЕВН да го платат. Јас за струјата до сега не сум плаќала 4000 динара, а сега ми дојде сметката за 4000 да платам. Оди дистрибуција, не ќе ни да ми погледне белечката, мора да платиш. И сега ја што да направам? Зимото се греја на струја, поручок палија струва климата. Поручокта толку не плаќе како сега што плати. Со слична реакција до телевизија Стар се јави и Штипјанец кој живее во Германија. Во куќата нема никој и сите апарати се исклучени, но овој месец ЕВН ми испратила сметка од 7000 денари. Ова е невидено самоволие и срамота, кажа нашиот соговорник во телефонски разговор. Поплаките и реакциите на граѓаните доаѓаат само неколку денови откако ЕВН пред јавноста и пред регулаторна вети дека сметките ќе ги порамни, а граѓаните ќе платат онолку колку што потрошиле. Од 15 април веќе почнаа да се отчитуваат броилата и во месец мај корисниците добија порамнити сметки. Сите корисници кои доставија состојби за корекција добија коригирани сметки. Ова значи дека на корисниците во сметките им е регистрирана реалната потрошувачка. Стоеше во соопштението кое ЕВН го лиферуваше на 6 јуни, но и покрај ова сметките повторно ги изнервираа граѓаните. Изнервирана сум и јас немам со 9000 динара пензија да платам таа сметка. Која ја ги ја болница дома и снаат од конфекциите што се разболеа. И она не е на работа, ја дека што ќе направам со една пензија. Телевизија Стар побара објаснување од ЕВН зошто некои сметки не се коригирани, но оттаму до завршувањето на прилогот одговор не добивме.